На на здравје. здравје. И па дале дочекавме еден тркачки викенд кој што навидум не е нешто, не беше нешто кој знае колку интересен. А ако првите тројца што се у шампионатот и се тркаат за прво место не е интересно, онда шампионатот е топ. Види, прилично досадна трка, мислам ништо претерано многу немаше случување на главната трка. Нели, се борат на две места у исто време и на патеката и надвор од патеката. Види, нормална работа е таму. Сам као и во секој спорт, нема тука ништо невообичаено. Да, мислам, стварно не знам зашто би било со 300 на саат у просторот 20 сантими да влегуваат двајца. Шо има тука? Ништо чудно, ништо спектакуларно. Диџо, хајлајт на викендот сега, мора да прашам. Хајлајт на викендот, па ако може да нели очигледното да не го земеме за хајлајт на викендот, први две победи на Хорхе Мартин, јас би земал пробојот и претекнувањето на Маркес као хајлајт, дефинитивно ми е тоа хајлајт на викендов. Од 13-то место на двете трки да завршиш на второ е за мене повеќе од постигнување. Да, дефинитивно. Мислам, некако и не делува толку спектакуларно, знаеш, пошто предпоставувам дека се очекуваше. Киксна во квалификациите, имаше малку несреќа, нели, со пад, со неброење резултати и така натаму. На крај во целиот тој хаос остана 13-ти, односно трет во Q1. Не помина во Q2, не дека Оливеира толку многу се офајди, нели, на крајот целата приказка, ама ете, му го зема местото и не го спречи тоа. Па да, очигледно барањето на оној совршен сетап им одзема време и ние забораваме дека ова му е тек петта трка на овој нов мотор за него. Некако ни го крева реперот на секој викенд и ние као здраво за готово ги сваќаме неговите резултати, а ако објективно ги гледаме постигнувањата негови, се стварно за респект. Пак повторно е најдоброто GP23 на гридот. Повторно прави чуда од лоши квалификации, као што кажат, на 13-то место, три пада мислам дека имаше пред да дојде до спринт трката, и во тренинзите, и во квалификациите, и да направиш две втори места покрај ваквите Хорхе Мартин и Бања е стварно феноменално. Ако се навратиме на неговата изјава дека се уште не е дојден до лимитот на моторот, затоа што не паѓа, дали може да констатираме дека овој викенд почна да го осеќа лимитот на моторот затоа што паѓаше, иако за волја на вистината еден куп луѓе паѓа овој викенд, најчесто заради проблеми со предната гума, и ја мислам дека, иако не прочитав никаде никаков коментар, мислам дека Мишелин тука треба да се обвинат. Мислам, ја комотно би ги обвинил Мишелин дека промашија со предната гума овој викенд. Види, доволно попуштија они, нели, минималниот дозволен притисок во гумите го толеранцијата зголемија фактички, и мислам дека над тоа веќе аеродинамиката, снагата на моторите, конкурентноста и така натаму веќе не дозволува. Не знам, ајде Бристон можда да беше, сега да не спекулираме, можда ќе имаше не знам какви перформанси, ама тоа е што би било кога би било, глупи муавети се тоа. Реалната слика е дека веќе доаѓаме до лимитот, до максимумот на работен како се вика опсек на гумата, и веќе се случуваат овие работи што се случуваат. И друга работа што стварно он веќе го фати еуфоријата на постигнување на добри резултати. Гледаме дека ги слави вторите места као титули да слави, значи веќе се осеќа комотен и си го постигна посакуваното да почне да ужива повторно во тркањето. Значи
тука веќе се губи осетот за лимитот и како што каже почна да доаѓа до лимитот на овој мотор со паѓањето 3 пати падна на овакво на припремите и на квалификации, така да има од се по нешто, паѓа и други. Бред Биндер се здроби од паѓање. Како што каже, повеќе бев на скутерот, оној помошниот скутер на судиите, отколку на неговиот мотор, што е показател на тоа колку лошо помина овој викенд. Бред Биндер никогаш до сега не сум го видел во вакво издание, искрено. Што ќе кажеш ти? Па не знам што да кажам, мислам, грех ми е дури да зборувам нешто за човекот, пошто стварно се изнамачи поштено. Не ми е јасно што се случи, мислам, буквално толку многу да не може цел викенд да погодат еден сетап да направат на нешто што ќе функционира, е стварно изненадување. Мислам, не може КТМ да си дозволи такво нешто. Да. Некои од претходните епизоди зборувавме за Априлија, дека нели има премногу осцилации и слично, а сега истото им се повторува на КТМ. Значи буквално не може да си дозволат како тим кој што нели има сериозни планови, сериозни претензии да функционира така. Значи, ајде, Джек Милер прашање на време беше кога ќе падне и веќе е смешно да се коментира на таа тема. Волја на вистината, па имаше добар увертира во викендот, да кажем, припремите и квалификација, он се квалификува директно во Q2 покрај Педро Акоста. Дали ке Бред Биндер веќе се осеќа некаков притисок, мада нема е уопште во прашање неговото место во тимот, меѓутоа како испорачување на резултати добри. Не зборувам за биннината во тимот, него за некаква си улога во тимот. Стварно, дечко, да не паднеш и денес на трката, ќе беше најдобриот КТМ на гридот, Педро Акоста. Види, можам слободно да констатирам, после минатата трка и после реакциите, дури што ги имавме и ние лични и нешто ситно по коментари лево десно на интернет, мислам дека минатата трка беше на майлстон, трка која што направи промена во популарноста повторно на MotoGP. Некако имав чувство дека одеднаш трката многу луѓе ја гледа или многу луѓе сакаа да кажат дека ја изгледале и дека им била добра, дека некако го почувствував во еден момент на сјај кога сите го знаеа Роси, ме сваќаш. Да, баш така. Тогаш не го имав тоа чувство. Значи рандом луѓе кои што не ни очекував дека гледаат мотори, дека следат, ми искоментира без да уопште знаат ја дека го снимаме ова и дека следам и така натаму. Онака како узмуваме после баскет и како и трката викендов многу добра, ти реков ми рече, знаеш. И уште пар други луѓе така. И многу ме изненади затоа што убаво е тоа. Убаво е, меѓутоа пак мора да констатираме зошто се случува тоа. Затоа што има битка за прво место, затоа што има сериозна битка за водство, за лидерство, и затоа што има битка. Значи не е едно поминување во текот на трката, затоа што направил болја тактика и нели се наместил кој што треба и на крај го поминал и толку. Него има напред-назад. Значи не е дека едно или две поминувања се случуваат во целата трка во поглед на решавање на тоа кој ќе биде победник. И колку и да ни е тага или не е толку многу задоволство да констатираме, пак Маркес е тој кој што ја прави таа промена. Останува прашањето само дали ако Маркес имаше подобри квалификации, влезеше у први два реда, дали двете трки глатко ќе ги добиеше или ќе беше во борба со Мартин, пошто Мартин се покажа дека е неприкосновен овој викенд. Да, супер, се ова што го кажа се слагам 100% и е за размислување, особено ако видиме во главната трка колку пати го сменија водството Хорхе Мартин и Пеко. Нели Пеко водеше скоро 2/3, ама мислам дека Мартин паметно ги чуваше гумите и онака го студираше каде може да го помине. И на основа на тоа колку они не му избегаа на Маркес фактички, него беа цело време до последен круг тројцата на купче. Јас би рекол дека Маркес ќе тепаше тука ако стартуваше од првиот ред и останеше во, нели, ако возеа паралелно тројцата цела трка, мислам дека дури би потпишал дека би победил, барем во втората трка, ако не во првата. Добро, за очекување во едно такво сценарио да има повеќе зачувани гуми, затоа што борбата од 13-то место да стигнеш ти до топ 3,
уништува гуми, ако ништо друго. Јаде време. Значи, јаде драгоценно време додека ти ги поминеш сите тие мотори. Ајде, вчера на спринтот имаше ненормално добар старт и многу брзо помина многу позиции. Меѓутоа на главната трка стартот не беше толку добар колку што му беше на спринтот стартот. Отиде понапред, меѓутоа не толку многу позиции, така да имаш уште многу повеќе да се бори. На спринтот од 13 до 4 стигна, а на главната трка до 8 стигна. Значи, многу далеку по голема планина имаше закачување во главната трка и ова што го кажа одзема време, меѓутоа троши гуми, троши енергија, видовме дека ја има после тоа, играше и така натаму. Беше еуфоричен. Не ќути му станува тоа заштитен знак, ич не ми излеува. Значи, како да кажам, играње со помалце осет за ритам неам видено, ама па е симпатично затоа што човекот е меѓу постарите таму, а се забавља како да има 18 години. Мене тоа го ценам, знаеш. И тоа ми покажува колку му значи се тоа. Така да, дефинитивно. Пази, ако зборуваме за враќање на златниот сјај на MotoGP, покрај борбата на патеките, тука мора да забележиме дека и ова има, на социјални мрежи знаеш дека одма простројуваат овие клипови со играњето, па со диџејката на претходната трка во Херес и така натаму. Значи, пази, тоа се, колку и да е смешно, тоа ја покажува она интимната страна на поединците, на спортистите кои што се пазат на пресконференции, како зборуваат, што зборуваат, корпоративниот оној. Да, се пазат за тоа пекрече, I don't give a shit about. Ова е тоа што ни треба, нели? Така да, ете, тоа е тоа. Пази што посакуваш. Може да го гледаш многу време. Овој викенд особено мислам дека имаше сериозен притисок на сите возачи да го дадат својот коментар за тоа кој ќе биде следниот, нели, возач во 2025 година во фабричкиот тим на Дукати. Знаеме дека, нели, борбата и одлуката предстои, најавија дека до Муџело ќе ја соопштат и верувам дека на Муџело или околу Муџело ќе ја соопштат одлуката. Ако судиме според некаков тип на енергија, синергија од она што гледаме на најоколу патеката, мислам дека Маркес е многу поблиску до договор, меѓутоа не би се изненадил и да се ќути Мадро Мартин, да не ќе да скока затоа што има нешто што, нели, што го знае, што не го знаат другите. Иако, да бидам искрен, ми се чини дека малце претерано новинарите и медиумската екипа позади MotoGP форсираше, нели, кај сите возачи, што мислиш ти, кој треба да биде, кој е подобар, ти реков ми рече, требаше да одлучат помеѓу тројцата, особено кога знаеш дека се дел од нив и многу блиски пријатели, си помагаат еден на друг. Например, Алеш Еспаргаро рече Мартин, пошто они се многу блиски пријатели, што да рече друго. Мислам, ама од друга страна, па, драшта е таа што се зајадуваат. Значи, драшта е тука што не ќе да се помирисаат. Драшта е тоа што има спортски поздрав, меѓутоа тука завршува приказката. Као, оке, тоа е све супер. И ако се сеќаваш, мислам дека пред година-две Роси коментираше на таа тема, вика, не може они да бидат другари, вика, као, се тркаат еден против друг, го сакаат истото, као, не може вика да се они джентлменски, да, ама не може вика вие другари да бидат најбољи, ме сакаш. Знаеш како тоа е, Роси доаѓа од едно друго време дефинитивно, нели? И затоа тоа го кажува, што го кажува. Ама мислам дека и прашање на време до кога ќе трае овој меден месец меѓу тројца протагонисти. И мислам дека имавме во Портимао нели веќе конфликт меѓу Бањаја и Маркес, она пројде као за прва рунда пројде окей, ама прашање на време кога тројцата ќе се закачат повторно, пошто и на оваа трка мислам дека Бањаја свати дека не може повеќе од ова да направи, иако водеше 2/3 од трката, ама се задоволи едноставно со подиум, затоа што претходната трка му беше ужасна и не освои ништо, 0 поени и така натаму. Така да прифати. Ево, може да го покажам ова створење што ми се клетка нисовала. Бањаја имаше напад во предпоследен круг на Мартин
и некако добро му се доближи, меѓутоа не успеа да валоризира, односно да направи напад финален. И кога не успеа да го направи тој напад, мислам дека беше повеќе од јасно дека Маркез ќе го направи нападот и Да. дека ќе отиде на све или ништо. Со тоа што рака на срце нападот на Маркез беше екстремно чист, дури не беше онаков класичен блок пас и мислам дека и него ни успори толку многу Бањаја кога го помина. Дека да, окей, му влезе во линија и се, меѓутоа Бањаја не требаше толку многу да коригира, да кочи, да пушта газ и слично, така да не е дека не можеше да му врати назад ако имаше снага да му и можност да му врати. Дуелот беше баш според можностите, како што кажа, на двајцата учесници во дуелот. Едниот знаеше дека може да пројде, другиот знаеше дека не може да врати. Просто кажано и зрело си ја одигра целиот дуел си пројде чисто заради тоа што беа зрели двајцата во дуелот. Инаку ако не пробаше Маркез, немаше да биде Маркез како што каже и на крајот трката. Дефинитивно знаеме дека ќе проба. Да, добар беше као стил. Он ме знае мене, јас знам, вие ме знаете мене, сите ме знаат, морав да пробам. Така. И така треба да биде, пазите сега, тоа е трка е, мислам, глупо е било и коментаторите на Хрвативе, јас гледав на Спорт клуб, тоа го кажа, вика, штета би било ако вака се заврши, ако не проба некој нешто од овие тројца, пошто, пази, најдобрите на светот се, факт е тоа и сега, што ќе гледаме, ние шак нема да гледаме, трка е, тоа е. Дефинитивно. И тоа добиваме. Мисле, че дека добиваме трка и добиваме трки за сите пари и мислам дека оваа година заслужува MotoGP да се врати во оној сјај од што го имаше, да речеме, во Роси ерата. Мислам дека еден јасен индикатор дали му се враќа сјајот комплетно ќе биде Муџело. Леман покажа дека без да сгреши во бројката, се надевам дека нема да реагираат сега. Како што коригираа шпанците, дека може да се срушат рекорди, дека расте гледаноста и популарноста. Овие битки се токму тоа што го сакаме. Пред да се префрлиме на еден битен друг муабет, мислам дека како втор дел од денешна епизода би требало да имаме за новитетите што ни доаѓаат 2027 година, пошто тоа зема голем дел од муабетот околу ова Гран При. Сакам да те прашам, кој беше најголемиот трагичар за тебе овој викенд? Најголемиот трагичар, ако ги Биндер, ако го тргнеме на страна, што знам, мислам дека Педро Коста можеше да направи многу добар резултат, ама тоа па немаше да биде некоја трагедија, не е трагедија да паднеш пошто си дебитант. Дефинитивно Безеки го бирам како најголем трагичар. На двете трки со 0 поени си отиде, иако мислам дека можеше добро да поентира и да се врати во игра, нели? И ајде као втор губитник, па и не е класичен губитник, Квартараро пред своја публика. Да, падна, меѓутоа, пази, од 6-то место падна со Ямаха, која што едва и се квалификува во Q2, успеа и да се квалификува директно во Q2, значи, уште еден поголем успех и читав после трката дека тоа што му помогнало да дојде до 6-то место е комплетно новиот сетап што го направиле на warm-up во Сабајлево пред трка. Така да, очигледно дека нешто почнаа да пронаоѓаат, ете тие концесии што значат, од толку ужасно спор мотор, значи не зборуваме ние дека они не го пратат развојот на Дукати, они не го пратат ни својот развој од претходните години. На претходната трка во Херес заврши 30 секунди поспоро од сопственото време година претходно. Значи тоа е, не знам како да кажам, тоа е ужас. Тоа покажува па дека сосема нов пристап имаат. Значи не идат као претходно, нели беше еволуција, постојана еволуција. Не знам, 17-та година возеа со сетап од 16-та година, па 18-та од 17-та и така натаму. Еволуција која што веќе се потроши. Немаше што да даде веќе, потенцијал не гледаа во тој концепт и затоа комплетно го сменија, исто како и Honda, цел концепт е комплетно сменет. И ова се првите добри знаци што еве до сега цела година на петата трка веќе покажува некаков развој. И не е штета да паднеш, нели, од 6-то место, штета да паднеш од последно место како што се случува со Мир
и Жоан Мир, значи ја би му дал една бенефициран стаж, значи човекот заслужува Душа. да, бања му треба на него, психијатар му треба, психолог и така натаму. Се не знам Добро, што во да кажам. фабрички тиме може и ги добива тие работи, ајде ќе видиме. Сигурно ги добива, да, би требало. Да, јас те чекав да го каже Фабио Квартараро, не дека не е добро тоа што се случува со него и со Ямаха, апсолутно е добро, како што кажа, ама стварно на целата атмосфера и на публика и на реакции и на она баш таа некоја отворена љубов и се супер ќе беше да завршише трка како што треба и Да, имаше можеше кадар да се во порадува. публика. Да, не знам дали виде Малото дете што плачеше? Да, значи тоа ме потсети на една трка одпред скоро 10 години. Кими Рајконен во Монца имаше откажување од водство и имаше еден исти кадар, едно детенце во Ферари, дрес комплетно облечен, плаче и на крај го зема во бокс да се слика со Кими Рајконен, знаеш. Така да, пази, тоа се моменти, еве ја го памтам тоа. Ја 30 години Да. сум љубител на мотоспортове и некои сцените остануваат во сеќавање, така да одлична игра и на режисерот, секоја чест што ги фаќаше тие моменти. Имаше и Джек Милер, едно купче во публика кое што беа со слики онакви големи на картонот Джек Милер, па ги начека, нив ги покажа, па они радосни, сретни и така натаму. Тоа се убавите моменти, дефинитивно. Али ако сакаш да се вратиме на Ямаха и на Хонда, освен ова што го направи Квартараро, нема ништо друго што да се пофала, дури имаше Ринс, некој пех скрати некоја кривина, па и го казни од последно место, мислам, за греота, од последно место со лонг леп пеналти успеа да заврши пред Лука Марини. Тоа сакам да кажам. Да го коментираме тоа, и ја докато гледав трката, го приметивме тој момент. Не знам што да кажам, значи, ајде, се вртиме во круг. Значи, тие се муабетите. Се надевам дека овие производители играат на картата 2027 и дека ќе ги фрлат низ вода овие години, затоа што особено Honda, ајде, Yamaha гледаме дека нешто се обидува да прави, дека ќе е спремна да прави, да инвестира. Меѓутоа Honda не покажува ни знаци на живот, апсолутно никакви. Јас мислам дека многу е паметно тоа што го прави Лука Марини, колку и да делува смешно во трка, да толку да касниш позади последниот веќе, не за првиот не правиме муавет. Само собира информации и враќа он фидбек, знаеш дека за тоа е земен у тимот. Да. Зарко. И друга работа, не се крши, значи не паѓа. Тоа е за него лично најпаметниот избор во целата работа, што решил дека ќе иде на пензионерска вожња за да се сочува здрав и жив, што е нормално, така треба. И тоа би требало да ни каже дека не се фрустрира на крај крај. Знае во која ситуација. Не ни изгледа, не ни дава некакви знаци дека нешто не е. Он си знае како му е, ама не делува, да, точно така. И мислам дека целиот концепт на мотор не се работи само за машината, нели, ќе се намали кубикажата, за тоа ќе збориме понатака за новите правила. Меѓутоа на нив им треба очено пристапот да го сменат во тркањето и овие 2 години, ако ништо друго, 2,5 години, ќе ги искористат за да се реорганизираат и нема сигурно да чекат 27 година за да постигнат резултати некакви добри, туку ќе треба да се покаже нешто, знаеш, во корпорација која се работи, дека резултати мора да се покажат барем до крај на годинава. Не зборуваме за борба за подиум, него зборуваме за пристојни резултати, не за остаток од минута во трка, него зборуваме за ајде барем во првите 10 да влезат. Не зборуваме, ајде вака и онака и така, пошто ќе паднат сите пред нив, ќе дојдат до некој си 2-13 место. Меѓутоа зборуваме за регуларно влегување во топ 10. Тоа. Јасно. Добро, на крај останува да констатираме дека Хорхе Мартин издоминира, покажа дека навистина, ако дојде ред, го заслужува тоа место во фабричкото Дукати.
Иако мојата храбра прогноза ќе биде дека Хорхе Мартин ќе освои шампионска титула оваа година со Прамак и ќе си остане во Прамак и следната година како актуелен шампион, а Маркес ќе си отиде во Дукати, а Дукати ќе го искешира у позадина Мартин за да добие третман и да биде среќен да остане у Дукати за да не отиде во КТМ. Не знам дали ќе се исполни ова, меѓутоа некако мислам дека ќе стане шампион, пошто освен вториот дел од сезонава, ако буквално не киксне во супер форма, иако него нешто многу не ми е симпатичен, ама како и да е, вози добро, и тоа е тоа, значи тоа се брои. Но мојата, пак ќе кажам, храбра предпоставка е дека ќе освои шампионска титула и дека ќе си остане во Прамак. Се слагам дека е наизгледно дека он ќе освои титула со ваков пристап и пази он и на припремите и во петокот и во саботата, цело време беше број еден во сите сесии. Значи дечкото стварно вози за нијанса над сите. Ете, така да кажем. Има проблем што Маркес е ултра популарен, има и поголема харизма од него, води, тепа, најдобро вози, пак публиката по Маркесет, знаеш. Така да. Шоуто е околу Маркес и она приказна на Феникс од пепелта е на страната на Маркес. Тоа ќе да се паметни раководството на MotoGP ќе го искористат дефинитивно како приказна на годината. Види, Еспелета потрча во Парк Ферме, одма да му честита и да го изгушка Маркес и да си направат муавет, така да знаеш што значи тоа. Не дека не се свесни они, многу добро знаат и многу добро гледаат по бројки. Знаат само како ќе пласираат, како ќе спакуваат тоа, како приказна, како пакет, како производ. Иначе апсолутно дека знаат, ама работа тоа е. И мислам дека тоа е несреќата на Мартин, кој што и да направи се чини дека не е доволно за да го добие тоа место во фабрички тим. Заради тоа мислам дека нема да остане во Прамак. Мислам дека и дури по цена на полош мотор добивање, ајде, условно кажано полош мотор, сега видовме и на оваа трка дека Дукати 1, 2, 3 беше. Така да. Нема да ме зачуди во Априлија да отиде во КТМ, не знам, ама во Априлија можно е да заврши. И ќе видиме, али и се слагам дека Маркес е наизгледен за тоа место во фабричките. Види, јас мислам дека барем така ми делува, не знам, дека Мартин веќе и не се поставува во комуникацијата како мене ми следува или јас заслужувам фабрички тим. Апсолутно, да. И ако допред некое време беше со така поставен, мислам дека веќе не го правите, мислам дека тоа е паметно. Ако не грешам дека така стварно се поставува, мислам дека е паметно, пошто е фокусиран на резултат и си го тепа резултатот. На крај морален победник, не морален победник, де факто шампион, не де факто шампион, што и да е. Ако парите се причина за нели повредата на егото и односно незадоволството тоа што за единствената главна причина зошто сака фабрички тим, мислам дека тоа ќе му најде чаре, ќе му најдат чаре за парите. Ако не е само до парите, туку е престижот и нели името и самото значење на тоа фабрички тим, тогаш окей, пеки, бркај друга работа. Меѓутоа, ако го добиеш новиот мотор, ако си шампион, што е битно дали си во Дукати или си во Прамак? Наискрено да питам. Сега не ги знам позадинските нели детали што значи тоа во твојот живот и егото како ти се билда на таа тема, ама реално ја не го гледам тоа како голем проблем, особено ако ти ги дадат парите. Пази, окей, тоа е легитимно што го кажам, меѓутоа треба да земеме предвид дека овде се 22 различни карактери. Да не звучам грубо, цел живот на нив им е тркање. Значи, не се они многу ишлифувани во нормалниот живот. За да ги постават вака рационално работите како ти сега што ги разложи. Имаш мотор најдобар, да. Можеш уште наредни 5 години да бидеш шампион, да. Што е битно кој тим си, така? Платата ќе добиваш, да. Ама мислам дека валоризацијата на
на неговото возење, на тоа најдобар си и така натаму, мислам дека тоа е нешто што ќе му реши каде ќе вози идната година. Значи, он сака да му кажат да, ти си најдобар и ќе возиш у најдобриот тим и ќе бидеш најдобро платен и тоа ќе му биде потврда дека он најдобар. Еве, и јас се сложувам со тебе. Мене не ми треба таква потврда. Ако знам дека сум најдобар, ако постигнувам најдобри резултати со најдобриот мотор, онда де факто си тоа што си и ти си знаеш дека си најдобар. Ама не се овие толку момци длабоки Добра, и така имаат натаму. луѓе околу, види се, ама не дека се они сами. Сега да бидеме реални, не стигнале они до тоа ниво сами. Абе, кога ќе легнеш на И петница не- на крајот на денот, сам со себе се бориш, знаеш, џабе ти се пријатели, сето тоа е окей, помага тоа, знаеш. Ама на крај на денот Да не он си навлегуваме во сапуницата, мислам дека доволно сапуница отвори. знае. Да зборуваме за интересно е. спортот. Да зборуваме за спортот. Да. Други Мислам, да ги не дека не ми се спомнеме. допаѓа овој муабет, ама Не, како не, и да е, не, мислам да, дека да. немаме доволно информации за да можеме да Тоа е, да. расудиме. Факт е тоа. тоа. Точно така е, да. А, Ќе зборуваме за 2027 или ќе кажеш нешто и за другиве трки, пошто ја не ги гледав. Само знам Арон Канец скрши на нога дека стигнал на 6-то место, тоа ми кажа. Арон Канет тргна од пол позиција, што е најинтересно. Значи, со скршена нога успеа да издвојува пол позиција, покажува што прави адреналинот во овој спорт и дека и на штаки само ставиме на мотори можам ја да возам. Така да имаше многу лош старт и затоа заврши кај што заврши, што е пак супер, 6-то место. Бог знае какви болки има доека заврши. Победи Серджо Гарсија. Серджо Гарсија е страшно талентирано момче и може да се земе за сериозен кандидат за титула оваа година и на крај крајва после оваа трка и беше води во табелата во конечниот поредок. Така да се извозе супер и еден интересен момент, он вози на спидап каросерија за разлика од 90% од гридот на Калекс. И кажи. Ајде кажи. Али не во главниот тим, не во фабричкиот, него во сателитски тим. Не знам, тим. меѓутоа после 2012 година до сега првпат на оваа трка немало Калекс на подиум. Тоа го чув. Тоа ќе се надоврзев на тој муабет. Извини. Аја Агура, да, заврши како втор, исто тимски колега на Серджо Гарсија, значи на иста машина. И Алонзо Лопес кој што вози во Боско Скуро на истиот спидап мотор. Така да ако претходните години немавме репер затоа што имаше само два мотори со спидап каросерија, шасија, уствари, Лопес и Фермин возеа страшно добро на некои трки, не цела сезона ќе освојат титула, меѓутоа има некои пикови кои што знаеш, ги фалевме возачите. Сега гледаме дека уствари моторот не е уопште лош. Чим можат и сите четворица да постигнат добри резултати. Алдегер мислам дека 5 или 6 заврши, ама се мачеше онака, беше далеко цела трка. Така да се појавува некој нов феномен, а можда и комбинацијата со Пирели гумите од оваа година место Данлоп повеќе одговара за шасијата. Тоа се тие детали кои што ние не ги знаеме, не сме инженери. Така да, тоа би беше хајлайт во трката на Мото двојките, покрај Арон Канет што извади надчовечки резултат, нешто слично ме подсети на 2013 Лоренцо кога скрши клучна коска, па ајде за у еден исти викенд успеа да извози на 6-то место, онака од петок скршена коска стаја на плочка на клучната коска, штрафови ставени и се враќа на стаза и вози до 6-то место и она се расплаче на крај, се распадна скроз. Ме подсети, иако овде се работи за подолга пауза, се работи за секоја чест нека им на возачеве, на овде име. Браво. Тоа беше со Мото двојките. Џо Робертс успеа да заврши четврти и во игра е се уште за титула. Он уствари се препороди од кога влезе Трекхаус, тркачкиот тим во MotoGP и некако најде
поента на неговото присуство во шампионатот, затоа што инаку мислам дека не го гледаше никој во MotoGP, особено што си ја пропушти шансата во Априлија да вози, му беше понудена пред 3 години. Мислиш дека сега вози подобро и се бори за да влезе во MotoGP, затоа што во принцип американците ќе им треба и со Liberty Media и со американски тим и со нели желбата да се популаризира спортот генерално таму. Да, има логика ова што го зборуваш, се да се труди повеќе за да се врати назад, да. Тоа е доста веројатно. Па и она што го кажат и луѓето околу него, Џон Хопкинс му е ментор. Да. И веројатно добро го насочува, едноставно таму ја гледаат иднината и така и треба да биде. Ајде сега некој ќе каже и дека американец и така на тоа. Па да, ни треба и американец и англичанец, ни треба и французиве двајца ни требаат у шампионатот, мора да биде малце по разноврстен, пошто вака само со шпанци и италијани малце монотоно. Мене ми фали азијат некој, да бидам искрен, ама одамна не сме виделе ништо сериозно. Еве го, ја гура покажува повторно. Они у тројките беше добар, сега и у двојките, али сето тоа паѓа во вода кога ќе се дојде во MotoGP, во големиот ринг. Еве го имаме Така Накагами, кој што за несреќа вози тоа што вози. Он имаше 2020 година добри резултати кога Маркес ја имаше една повреда, па некако на негов грб падна цел тим, како наискусен таму покрај Алекс Маркес. Така да и он се изгубил целата приказна, имаше и повреда гадна пред година дена. Не знам, ни требаат херои, ни требаат, во секој случај, да. Добро, ќе се префрлиме на тројки? Ај да, заборев на тројките. Да, тројки. Тројките како тргна на пол позиција се подобриот Алонзо. Давид Алонзо е страшен возач и мислам дека ако имаме среќа за 2-3 години да се најдат со Коста во MotoGP, ќе биде, мислам дека феноменално. Пошто така вози, дечкото стварно така вози. На оваа трка стартуваше од пол позиција, Холгадо го претекна уште во првите две кривини и се бореа скоро до крај. Кој победи? Давид Алонсо. Значи, Холгадо водеше скоро цела трка, Алонсо беше трети, четврти, пети, тука негде, ама колоната беше развлечена, некои десетина возачи беа во една колона, па се делеше на полата и така натаму. Имаше Муњоз маневр непотребен, за кој што беше казнет, па извозе лонг леп пеналти 2, дури и така натаму. Колин Вјер беше многу добар, повторно. Холандјанецот покажува дека е сериозен возач. Има проблем што е исклучително висок за класата и мислам дека ќе мора до наредна година да си го бара чарето во Мото2. Да, еден таков се префрли во Мото2, ама го нема никаде годинава во Мото2. Се изгуби, зборувам за турчинот. Да. Да, он имаше некоја си бледа трка. Сите очекуваат од него некакви резултати. Пази, двојките се стварно треба да си над играта, затоа што машините се исти, ајде рамовите се разликуваат. Калекс и Спидап има и форвард, два мотори, ама тоа постигнуваат слаби резултати. Дарин Биндер е повратник во Мото2, па нигде го нема. Виети исто така се губи. Тони Арболино има ужасна сезона исто така, така да уопште не е лесно таму да се надметнеш како добар возач и баш ова што сега го зборуваме покажува колку Педро Акоста бил толку добар да за година дена он да ја немаше повредата во првата во дебитантската сезона, најверојатно ќе се бореше за титула ако не станеше шампион веднаш истата година. Да. Така да не се прошета лани помотно низ цело првенство реално. Лани да, мислам дека на крај за тоа и Фермин Алдгер беше толку добар и победуваше затоа што мислам дека веќе крена рачна Педро Акоста беше фокусиран на MotoGP повеќе него на тој шампионат и имаше некои чудни трки на 5-то, 6-то, 7-то место завршуваше додека
Фермин Алдегер беше доминантен на врвот. Така да, ете, интересен феномен и тоа. Ниџо, 40 минути скоро, да пробаме полека да завршуваме. Ќе отворам тема на која што ќе се навраќаме веројатно уште многу пати во теков на оваа сезона, а уште повеќе како што ќе доаѓа нели редот. Дорна најави и објави првиот сет на нови правила кои што ќе стартуваат во првенството 2027 година. Сериозни промени, големи промени. Ја изгледав целата пресконференција со прашање од новинари со се живо и диво, исчитав некои детали, доста деталите технички беа објаснати на самата пресконференција. Главниот нели момент беше намалување на капацитетот на моторите. И тука имаше најмногу реакции, читав по интернет, кои што реално беа тотално глупи реакции. Леле ќе ги намалеле сега, мислам, ќе се намалела брзината, ќе биле како Moto 2, ќе биле ова и мислам нормално имаше други луѓе кои што имаа заушки на сите тие што правеа глупи коментари, што оставаа глупи коментари, ама како и да е, накратко Дорна се обидува да во иднина го задржи влијанието на возачите во првенството, на спортот. И многу ме радуваше моментот што во самата пресконференција сите во повеќе наврати повторуваа дека фокусот е на спортот. Фокусот е на спортот. Значи, идејата е да остане ова спорт. Да им се даде повеќе шанса на повеќе луѓе и да има улога возачот во целата приказка. Накратко, ајде ќе ги кажам, значи се намалува на 850 кубни сантиметри за фатнината на моторот, се изфрлаат од употреба сите ride height, односно whole shot уреди за подигнување и спуштање на моторот на старт и во кривина, се намалува просторот во ширина и во должина на предниот спойлер на моторите и се фиксира како еден стандарден задниот спойлер кој што е дел од опашот на моторот. Дополнително има уште серија други промени кои што нели во детали ќе навлезат понатаму, ќе се објавуваат уште промени. Меѓутоа ова се главните работи кои што Дорна беше претерано среќна да истакне бројни пати дека сите производители, сите тимови едногласно заедно ги усвоиле сите предлози, 90 и кусур % од предлозите всушност биле усвоени и нив им беше као супер сигнал тоа дека нема незадоволни луѓе. И она што мене особено ме израдува, имаше едно прашање, ќе кажам што имам да кажам, па постоја ќе те оставам тебе, извини. Имаше едно интересно прашање за тоа дека со овие промени се очекува да падне времето по круг секунда 2, меѓутоа објаснувањето беше да ќе падне во првата година 2 секунди од прилика, според кажувањата на самите производители, на тимовите, тоа го истакна луѓето на пресконференцијата, но очекуваме тоа да се менува. Значи, после првиот пат, тие ќе работат, ќе ги усовршуваат и времијата ќе се подобруваат. И вториот битен момент беше моментот дека дали сега времијата ќе бидат премногу блиски до Супербајк и ќе се изрмнат првенствата, затоа што Супербајк ќе имат појаки мотори, односно ќе може да имаат да постигнуваат времиња што се многу блиски до MotoGP. И клучниот момент тука беше не се секирете, спремен е пакет на промени и за Супербајк и ќе биде имплементиран ќе биде објавено и тоа во најкратко време и ќе си дојде Супербајк онаму кај што му е местото како што е и планирано да биде. Така. Па да, ете не чека нова револуција во правилата после оние 800-ките од 2005-6 до 12 мислам дека беа. Повторна промена на правилата и сите го чекаат овој момент затоа што мислам дека предалеку. Ќе знаеме после 10 години дали отишле правилата во моментов предалеку, ќе видиме што ќе се добие со новиот сет правила и така натаму. Покрај тоа што сака да ја вратат умешноста на возачот како пресудна, пред се сакат и да намалат брзината затоа што максималните брзини више се смешно страшни, ако може така да кажам, 370 веќе се постигнува на некои патеки, што е
не можеме да го замислиме како изгледа тоа на мотор и некои патеки едноставно не трпат такви брзини затоа што нема толку големи излезни зони Така. во свиоците. А и човекот Не не само може да тоа, издржи. толку кажаа дека и возачите рекоа дека тоа е на граница на физички што они може да го поднесат. Нормално, да. Значи едноставно физички за нив представува сериозен предизвик. Кој гледаш, имаат и проблеми со управување на самите мотори, arm pump, има возачи на Yamaha, тоа е заради аеродинамиката, можда повеќе него заради брзината. Ете, и тоа е уште еден аспект кој што сака да го променат. Меѓутоа, има еден проблем што не се фатени аеродинамиката на самиот оклоп на моторот уопште не ја чепнаа со новите правила, што мене многу ме чуди, затоа што тука се добива ground ефект во самата кривина. Значи, сега се соочуваат возачите на Honda и Yamaha со тој проблем, затоа што никад не го осетиле тој ефект толку изразен кај овие нова генерација на мотори. Едноставно тешко е да го одлепиш моторот од кривина кога го легнуваш. И ме чуди зашто тоа него опфатија со новите правила. Може би ќе го опатат, што ова не е затворена приказка. Кажаа не е дека ова ќе има уште финално. работи. Мислам дека ова се главни насоки за да знаат самите производители у кој правец да почнат. Они веќе ќе почнат да развиваат нови мотори и да се прилагодуваат на новите правила, а другите финеси ќе ги веројатно до крај на годинава ќе ги дознаеме секако. Што беше ново беше дека ќе се шеруваат GPS информациите до сите производители, што ќе им даде можност на оние што се позади да побрзо да стигнат до напред, едноставно ќе имаат повеќе информации, што на пример сега во моментов на Yamaha е тоа очевидно потребно. Една информација што беше многу интересна, коментар на Кейси Стонер на најавата за новите правила. Не знам дали успеа да дзирнеш. Да, хейташе он класика е. Пази, ја би го ставил него негде во одборот таму горе, затоа што е хардкор возач, прво и основно страшно талентиран и самите возачи кажуваат дека е убедливо еден од најголемите таленти, оној со природен вроден талент за она у десната, у зглобот го има она што треба да го има секој. И он каже, вика, само трнете, променете ги гумите, тука лежи зајакот уствари. Значи пролизгувањето во кривина е пресудно, затоа што какви сакаш промени направи на моторот и така натаму, за брзо време инженерите ќе надоместат разликата. Тоа е факт. И што е најинтересно, во кривина ќе има поголеми брзини сега со овие помали мотори ќе бидат и нешто полесни сигурно. Така да ама да го намалија и резерварот, значи скратија литража на резервариста, да. Ја ги дочекувам не сватив се. Што рекол Стонер, гумите да се сменат? Да, значи помал контакт со какви да бидат, не сваќам. Да пролизгуваат полесно, едноставно да се борат возачите со моторот. Значи они да одлучуваат како вика вака не може да приметите различен стил на возачите. Сите возат исто. Сите излегуваат исто од кривина, сите влегуваат исто затоа што овој сет на правила не ти дава инвентивност. И затоа Маркес не може да го прави оно што го правеше пред 3-4 години, пред 5-6 години. Че он не може да ја надокнади разликата во перформансите сега, како што можеше претходно со она Honda ја влечеше од никаква Honda, вадеше некои чудни резултати, некои неверојатни резултати, затоа што такви беа едноставно правилата. Немаше толку влијание аеродинамиката и така натаму, немаше холшот девајси, немаше ништо тоа. Сега мора он да се прилагоди на овој сет на правила и да вози така како што треба да се возат овие мотори. Знаеш, малце Формула 1, вака да се изразам. Да, во суштина проблемот тука што гледам јас е дека баш како што кажа ти, не дозволува да двајца возачи возат различно. Едноставно се постои само еден начин на кој што можеш да го извозиш овој мотор и ако не го возиш така, твој проблем. Ништо толку е, нема резултати.
да постигнеш тоа. Да. Да, факт. Добро, Кейси Стонер е поборник и да се отстрани целата електроника во суштина, да се трне traction control, за да се види кој Да, ама знае и кој не знае да вози, ама мислам дека тоа нема шанси да се случи. видите, traction контролот е тука за да да не гледаме, фала Богу, инвалиди повеќе, као што гледавме на времето, не дај Боже да се повтори. Така да не би се сложил со тоа и едноставно можда треба да се дозира употребата на traction контрол. Сега и до крај да ја отвориш гаста на излез од кривина, он ќе те ограничи, ќе те лимитира. Од една страна е добро, затоа што нема хајсајди толку многу, има, не е дека нема скроз, ама за разлика од порано нема до толку голем број на хајсајди. Така да све е компромис и секогаш на некого нема да му се свиѓаат овие правила, нови и стари кои да се. Битно е на грото да им се свиѓаат. Во секој случај, пак ќе кажам, ако остане вистина ова што го зборуваат, дека во фокус се возачите и спортот, мене ме радува. Сега за сега Така. не гледам причина зошто би се сомневале во тоа. Што ќе биде понатаму? И секогаш може подобро и тоа е најлесно да се каже од страна. Друго е кога луѓе таму седнале, чукале глава што да правиме, како да направиме компромис, да не промениме премногу, а да направиме подобрување и така натаму, така да секоја чест на луѓето што се водат работата во нивни раце, така џабе ќе коментираме ние, од страна е најлесно секогаш. Така е. Пошто пази имаш 22 тима, мислам 22 возачи, 12 тима, 5 производители, треба да отвориш простор за уште еден или двајца, уште еден или два производители да влезат, така да, знаеш, сите тие работи треба да се земат преди. Ние не можеме на куќен совет 10 луѓе да се договориме за кречење в лес, не па за вакви комплицирани, комплексни работи. Мислам, дајте му, ова е страшно. Ама за тоа ние немаме, за тоа Македонија, види, ама за тоа Македонија нема никако заедничко добро направено и стуркано, сваќаш. Како немаме нели стази требаше да се прават нешто, слушав и коли требаше да се направи таму доле, централна Македонија по готово, квадарци. не викнале, не ни кажале. Да. И тоа ти е нешто слично како на балатон тркава на Супербајк. Сакав додам да гледам Супербајк на балатон, мислам дека е август некаде. Така. Ја има на Супербајк на сајт објавено трката, карти нема, детали за патеката нема, идеш на сајтот на патеката, Балатон парк нешто циркет, нема никак у нивната агенда го нема World Superbike првенството никаде, а на World Superbike стои, ме сегаш. И сега што се случува? Како се случува? Што викаш у Македонија да не се вози ова? Значи, стварно не знам. Да, гафови што да прави. Да. А инаку она што го спомна ти преска за Superbike, како тоа ќе бидат поспори од Superbike, ќе им го најдат чарето и мислам дека Superbike има еден поголем проблем него MotoGP, пошто MotoGP е првенство на прототипови и небитно е какви се уличните мотори, MotoGP мислам дека ќе си постои, добро е што се враќаат условно кажано чекор назад со аеродинамиката, пошто апсолутно е небитно, тоа не е релевантно за користење на улични мотори. Додека Superbike влече генеза нели од уличните мотори и они имаат проблем што генеза базирано е све на улични мотори за серијс. Не улични, серијс. Баш така. И имаше вест која што немавме шанса да искоментираме, пошто паузата е ужасно долга кај World Superbike, дека Kawasaki ќе се замени со друг тим, нема да биде веќе фабрички Kawasaki, туку ќе го поддржува тимот на подсетиме сега, Бимота? Има Бимота, да. Да, значи они ги снабдуваат Бимота со мотори и фактички они ќе го заменат фабричкиот тим на Kawasaki, така да зошто е тоа така? Затоа што нова Ninja очигледно не планира да вадат Kawasaki и веќе се губи смислата, знаеш, суперспортските мотори се помалку се продаваат, тоа бројките се го кажуваат и
покушаваат да го одржат шампионатот, ама не знам на која основа ќе го долгорочно зборувам. Сега за наредни 3, 4, 5 години може да нема проблем, ама долгорочно Добра, види, може да треба флекшип да модели размислуваат. се. Значи, Дукати без пинегален не постои, ме свекаш. BMW со S1000-ката исто, Yamaha со R-кецот, иако и они тука, нели, калкулираат, пустат, прават, променуваат, пристапи чуда врагови. Не дека нели е светла иднината, ама не верувам дека ќе ги снемат тие мотори. Ќе возат, имаме еден куп првенства надале што се возат по еден куп земји каде што и како многу битни им се сите тие модели затоа што возат луѓе, значи возат на патека, еве јака од таза извозен на патека. Знаеш, ама тоа ќе биде, како се вика на англиски има еден збор нич сегмент, ќе остане. Да, ништо. Јас мислам дека знаеш, кај можда Агуста ќе влезе као представник на КТМ. Можда КТМ извадија рейсинг мотор, голем, што? Извадија, да. Двоцилиндраш, не е 4-цилиндраш, али окей. Они успеа да направат нешто што сосема контра од сите други производители. Така да КТМ нема 4-цилиндри мотор или има? Како? КТМ нема воопшто агрегат со 4 цилиндри серијски. Па нема, не. Овој дефинитивно новиот спортски модел што го извадија и тоа најверојатно им е за суперспорт категоријата, нема да им биде за World Superbike, што мислам дека 990 купи како што прочитав. Така да малце зезната таа тема. Ја не знам, пошто адвенчер моторите се најпопуларни, нека направат некој првенство за адвенчер и знаеш дека ќе има таму милион производители. Кога можат американците со оние beggars ли како и да се викаат. Да, тие се гениалци. Ја мислам дека текнува на европјаниве такво нешто. А Лалда име, мислам, знаеш дека Джереми Вилијамс таму вози тоа растура, барем возеше до пред 2 години, дека следев, дека пратев нешто повеќе. Значи човекот има 61 година и ги вози тие. Абе пак е сега прв, пак го видов некаде нешто поставил па прво место. Isle of Man возеше на онаа 200-ката, не. Да. И тоа возеше, па не знам, подиум трето место нешто освои, значи. Така нешто, да. За мене е херој. Добро, Ниџо, истеравме бајаги денеска. Па да, си ја сработивме, платата си извадивме. На здравје пивото. Да, исто. Следно гледање, што ни е? Барселона, Каталунија. Барселона. Да. Барселона, Каталунија за 2 недели. Боже мој. Ќе видиме што ќе се случува таму. Па, јас сум оптимист, да, мислам дека ќе не очекуваат само поубави трки. Ова со Леман беше напната трка, не толку интересна у смисла на претекнување у секоја кривина на секој круг, него онака беше, за мене беше стварно добра трка. Така да Барселона мислам дека ќе даде уште поинтересни дуели, дефинитивно. И еве се разгорува борбата не само за шампионатот, него и за позиција во Дукати тима, така да апсолутно. И Вињалес се сака да покаже нешто повеќе, да задржи приклучок за шампионатот и Да. Еспаргаро сигурно и он ќе сака нешто повеќе да покаже, он имаше блед викенд, така да очекувам да гледаме уште поубава трка. Епа добро, тогаш да се одјавиме, а? Да се одјавиме дека не прошла 6-та минута, да. Така. На здравје, Даре. Се гледаме за 2 недели.